Споменавме што денес ќе биде наша утринска тема, се со цел да го одбележиме првенствено 25 мај или вчерашниот ден како ден во годината кој што е посветен на важната жлезда во нашето тело, а тоа е тироидната жлезда, но и цела оваа недела до крајот на мај се одбележува токму во овој знак за малку поголемо едуцирање, информирање и подигнување на свеста што всушност значи тироидната жлезда во нашето тело, кои се симптомите можеби кои што асоцираат, односно ни јавуваат и алармираат дека станува збор за некакво нарушување, кога е време за консултација со доктор и како или на кој начин би можело тоа да се превенира. Болестите на тироидната жлезда се меѓу најзастапените ендокрини пореметувања, како жлезда која што игра витална улога во регулирањето на метаболизмот, виталните функции, растот и развојот. Повеќе за ова во продолжение со нашата денешна гостинка, а тоа е доктор специјалист интернист Маја Милованчева Поповска од Зегин Интермедика. Добро утро за вас и добро дојдовте во нашето студио. Малку се зачудивме, времето брзо поминува, но во оваа сезона ни доаѓате за прв пат. Да, добро утро. Добро утро до сите гледачи на утринска програма на телевизија Телма. Една интересна тема и која станува се поважна и поважна. Веќе се повеќе особи и од женски и од машки пол се откриваат како случајен наод дека имаат некаков проблем со тироидната жлезда. Да, велите како случајен наод, бидејќи најчесто нема симптоми и тоа само говори за потребата и важноста од редовни прегледи, барем еднаш годишно, предпоставувам. Може ли, доктор Маја, да некако воведно им представиме на гледачите, тоа е многу мала жлезда во овој дел од телото, нели, но многу голема по значење за целокупното функционирање на организмот. Да им објасниме на гледачите, бидејќи верувам дека се уште има такви кои што можеби не се толку свесни каде се наоѓа жлездата и кои се оние можеби симптоми кои што иако во голем дел од ситуациите не би ги почувствувале како симптоми, а сепак наведуваат и укажуваат дека можеби има некаков проблем со функцијата на тироидата. Тироидната жлезда се наоѓа напред на вратот, на базата на вратот, има два дела, како два лобуса, така ги викаме, кои се меѓу себе поврзани со еден мост. Промените што најчесто ги гледаме на ултразвук, на ехо, значи се или цисти, или дифузно променети, или нодуси. И многу луѓе знаат да кажат имам цисти, имам јазли на тироидната жлезда, а во нашата средина исто одамна имаше многу гушавост, струма, кога тироидната жлезда целата е мултинодозно потечена, променета. И меѓутоа не секогаш тоа е така. И точно така, како што кажавте, симптомите може да се многу суптилни, да се јавуваат со години, со месеци и да човек едноставно се навикнува на нив и ги смета како дел од нормалното старење или промена на организмот. Кога зборуваме за тироидната жлезда, тие симптоми зависат од тоа дали функцијата е зголемена, односно имаме хипертироидизам, или пак функцијата е намалена, хипотироидизам. И симптомите уствари што луѓето ги чувствуваат се или дали е хипо или хипер. Имаат различна основа, значи различно потекло. Меѓутоа, кога зборуваме за причините имаме многу причини што може да влијаат на тироидната жлезда, да таа се промени, односно да се промени нејзината функција. Таа е важна жлезда, како што кажавте, затоа што управува со метаболизмот, управува со енергетскиот баланс на телото, управува со хормоните, особено со репродуктивните хормони, со инсулинот, кортизолот, сите тие хормони се поврзани, нели? И затоа е важно кај млади девојки кои треба да раѓаат, да станат мајки, бидејќи може во даден случај да води и до неплодност. Значи имаме една жлезда која влие на целото тело и влие на сите функции на телото и на сите други органи и системи. За многу состојби кои што се случуваат или нешто што можеме да го забележиме како аларм, често пати се поистоветува можеби и со други состојби кога зборуваме за симптомите.
како или на кој начин би знаеле дека можеби е време за преглед, освен оној редовен што треба да биде нели во текот на една година превентивно, кои симптоми би требало да ни алармираат дека треба да се направи преглед на тироидната жлеза, што е она кое што го ја издвојува состојба од останатите, например заморот можеме да го припишеме на нешто друго, или што спомнавте можеби метаболизмот забавен исто така на возраста и слично. Точно може така, да биде тоа. како што кажавме. Да. Значи, симптомите се суптилни и може многу бавно да се јавуваат, сим во одредени состојби, ама тоа се други каде што е акутна, каде што имаме акутно страдање на тироидната жлеза. Се симптомите зависат нели од тоа дали е хиперфункцијата, нели големена или намалената функција. Од што сега, бидејќи ја знаеме која е функцијата, дека е на метаболизмот и на енергетското ниво. Што значи тоа? Дека тироидните хормони, тие двата ги спомнуваме, Т3, Т4, триотиронин и тироксин, се хормони кои уствари влијаат на секоја клетка, на нивото на клетката, за искористеност на гликозата да се претвори во енергија. И вие ако немате доволно хормон, кој ќе ја катализира таа претворба на гликозата, на шеќерот, што го внесуваме со храната, во енергија, вие автоматски имате намалена функција, односно намалена производство на енергија. Намален метаболизам и сега доаѓаат симптомите. А тоа се замор, како што кажа Ивана, значи чувство на успореност, тоа е и физичка и ментална, затоа што влијае и на ментално ниво, значи и на психичко ниво, не само на физикусот и на физичките симптоми. Кога имаме намалена функција, нели? Имаме замор, успореност, ментална успореност, може да се јави, бидејќи имаме намален метаболизам, дебелење, пораст на тежината или човек да не може да ослаби. Исто да јаде, а едноставно килограмите не се топат. Тој успорен метаболизам може да доведе и до забавена функција на цревата. Значи се јавува и обстипација. Може да се човекот да чувствува и некакви промени во размислувањето, успорено размислување, магла што се вика во мозокот. Така да повеќе работиме во потешките случаи, значи влијае и на пораст и на холестеролот. Например, кај возрастната популација имаме неочекувано пораст на холестеролот кој не можеме да го објасниме со ништо друго. Тогаш треба да се провери тироидната жлеза. Постарите со возраста нели си викаат, холестеролот ми е качен заради годините, уморен сум заради годините, меѓутоа не е секогаш баш така. Може да се јави срцева слабост, што е многу сериозен знак, односно многу сериозна заболување, нели? Така да има повеќе работи на кои можеме да и треба да размислиме што понатаму, зошто нас не се јави. За разлика од таа хипофункција, значи кај хиперфункцијата имаме сега обратно, забрзан метаболизам. Кај хипофункцијата, например, имаме исто да имаме студ, ладно ни е, не можат пациентите да се стоплат колку и да е надворешната температура топла, бидејќи тироидните хормони влијаат и на терморегулацијата. Така да сега кога имаме зголемена хиперфункција, значи имаме забрзан метаболизам. Се што беше обратно од намалената функција. Метаболизмот е забрзан. Имаме слабење. Неочекувано, пациентот исто се храни, одеднаш се губи килограми. И прво што се помислува на најлошото, да не е некој карцином, меѓутоа секогаш треба да се испита и таа функцијата на тироидната жлеза. Имаме забрзан метаболизам, може да се јават забрзан работа на цревата, значи да се јави дека има диареја, почести столици и тоа. Исто не мора да е знак, значи таа диареја на карцином на црева. Може да се јави топла и влажна кожа, баш заради тоа што имаме хиперпродукција на енергија. Потоа температурата може да е повисока на телото, лесно покачена температура.
срцето да работи забрзано, да имаме една тахикардија, пациентот чувствува палпитации, отежнато дишење. Значи, се она што зборува за еден забрзан метаболизам. На психичко ниво, на ментално имаме немиредна, раздразливост, не може пациентот да се смири, да седи на едно место, му работи брзо мозокот, и една таква непријатна состојба да е постојано раздразлив. Така да симптомите зависат од тоа. И сега доаѓаме во ситуација кога пациентот се навикнува. Значи, ние сите, ако тие симптоми кои не се животно загрозувачки, Но може ги да се живее со прифаќаме. нив, Да, ги прифаќаме и може подолг период да пациентот не се јави на доктор. Така е. Маја, рековме и низ годиниве сме зборувале за болестите на тироидата и најчесто сме ги поврзувале со жените. Но исто така низ годиниве разговори со многубројни доктори, медицински лица, па и вие веројатно ќе ни го потврдите фактот дека тоа малку и се менува, дека ова не е веќе болест само на женската популација, дека се повеќе за жал и во нашата земја има и мажи кои што страдаат од истата, но и старосната граница исто така поместена. Што вели вашето искуство за жал последниве години? Точно така е. Како и со другите заболувања, гледаме дека старосната граница за сите болести драстично се симнува на некој начин. Во минатото болестите на тироидната жлезда ги учевме како болести на женската популација и тоа машките воопшто не се ни спомнуваа мажите. И најчесто во менопауза. Перименопауза, менопауза, се знаеше класично заболување на жените во менопауза е болестите на тироидната жлезда и тоа е најчесто хипотироидизмот. Меѓутоа, со тек на годините се виде дека и голем дел од машката популација, особено се повеќе кај младите мажи, се наоѓаат промени. Тоа се безазлени промени. Промените на тироидната жлезда најчесто се бенигни. Така да не треба да се дига паника, едноставно треба тие да се откриваат и ако треба да се третираат. Меѓутоа, се повеќе се откриваат тие болести и кај младите мажи. Зборувам за млади мажи, тоа се мажи од 30 до 40 година. А и границата кај женската популацијата и зафаќањето на женската популација со болести на тироидната жлезда се намалува. Како што веќе спомнав, тироидните хормони влијаат на холестеролот, односно холестеролот кој влегува во создавањето на стероидните хормони, каде што влегуваат тие репродуктивните хормони. И се повеќе се откриваат проблеми и кај млади девојки кои тек треба да станат мајки и убаво е да се направат тие превентивни прегледи за да не се губи тука време. Многу често се губи време да во тој период кога не може да се забремени, а проблемот се јавува после кај тироидните хормони кои треба добро да бидат избаждарени за да тој процес се потикне на некој начин. А зголемена ли е свесноста генерално и вика и младите кои што се обидуваат да станат родители, дека може проблемот да е поврзан со тироидната жлезда и генерално дали имаат навика луѓе барем еве низ последниве години, барем еднаш годишно како што рековте, да се прави превентивен преглед? За среќа таа навика станува се повидлива, значи добиваме се повеќе особи за превентивни прегледи, тука влегува и систематските прегледи, нели, што се задолжителни, така да и на тие случајни прегледи се откриваат тие состојби, но кога зборуваме за бројот, дали денес ги има повеќе или помалку, важно е да се каже и тоа дека во минатото свесноста беше помала. Не се размислуваше и не се откриваше, како и за многу други заболувања. Денес таа свесност е многу поголема. Луѓето се повеќе читаат, повеќе се информираат, вакви емисии имаме повеќе, порано немаше.
каде што допира информацијата. Прва е информацијата што вие ја нудите, нели, човек да разбере дека такво нешто постои. Второ е да се интересира што е тоа, како е, да види за себе дали има такви некакви симптоми, и трето се превентивните прегледи. На доктор не се оди само кога нешто ме боли. Нели, ништо не ме боли, ништо нема да правам, ништо нема да испитувам. А тироидните болести точно се тоа. Нешто што не дава симптоми и не боли. И може да е касно кога ќе се ова. Меѓутоа пак ќе кажам, за среќа тие симптоми, тие болести се лекуваат. Значи карциномот на тироидната жлезда многу ретко се јавува и кога ќе се јави се излекува. Значи не е нешто што не може да се лекува. И важно да се напомене дека со соодветна терапија може да се има добар квалитет остатокот од животот, не се скратува животниот век, така. Она кое што го споменавте претходно е дека дел од симптомите кои што се појавуваат, бидејќи не се нешто кое што можеби толку многу не попречува во секојдневието, можеме да се навикнеме, нели, и така да се ги прифатиме и да помине подолг период како би, нели, почувствувале дека нешто не е во ред. Тоа сигнализира на можеби доцната диагноза и понатаму можеби некои нарушувања на останатите функции или нешто што дополнително ќе влијае на нашето здравје. Што значи доцна диагностицирање дека имаме хипотиреоидизам според симптомите кои што ги споменавме, и како може да направиме една паралела, се одвива терапијата и кај пациенти кои што рано или превентивно често редовно си дајат прегледи, и од оние кои што можеби го прифатиле тоа како дел од животот, па многу доцна дознаваат. Често пати тироидните болести генерално, значи ќе ги набројам јас кои се тие, најчесто се кај хипофункцијата се Хашимото тироидитисот, тоа е автоимуна болест, а кај зголемената функција тоа е Гравесовата болест. Да, тоа се автоимуни заболувања. Што значи автоимуно? Автоимуно е кога нешто се случува во нашиот организам да се создаваат антитела, значи тие против тела кои нормално ги имаме во телото за одбрана од надворешните влијанија, сега се создаваат и ги напаѓаат нашите собствени клетки. И се јавуваат тие автоимуни заболувања. Така да многу често автоимуните заболувања, како што се системскиот лупус, реуматоидниот артрит, значи може да се јават во склоп и да имаме и тироидна болест од автоимуно потекло, најчесто е тоа Хашимото тироидитисот, каде што имаме такво собствено напаѓање на клетката и тогаш се зафатени двата лобуса. Не станува збор за циста или за јазо, меѓутоа целата тироидна жлезда. Други заболувања кои може да бидат асоцирани, тоа се иритабилното црево, фибромиалгијата исто, значи каде што имаме нејасни симптоми на болки во мускули, болки во коски, а кои може да доведат или да се, тука е сега врзани садови се, што е прво, што е второ, меѓутоа може да има заедно преклопување со појавата на тироидно заболување. Значи сите тие болести може некогаш да помислиме, дај да ја провериме и тироидната жлезда. Кај многу млади луѓе кои имаат нејасни симптоми, значи не знаат што им се случува, меѓутоа чувствуваат дека нешто во телото е различно од тоа што било, се открива дека има некаква промена на тироидната жлезда. Бидејќи не е само, ние можеме да имаме промени на тироидната жлезда, а да немаме промена во тироидниот статус, односно во хормоните. Хормоните да се сосема мирни и да нема потреба од никаква терапија во моментот. Тој сакав да ве прашам, кога е потребна терапија? Често луѓето кога ќе појдат на ехо, на тироидата, знаат да им кажат имате чворови, јазли и така натака, но нема терапија. Или од друга страна пак да е се чисто, а да се препишува терапија. И дали оди ехо и хормонален статус испитување во едно или како изгледа прегледот генерално? Така би требало. Да, точно. Значи,
Убаво е секогаш кога се испитува тироидната жлезда да се направи и ехо, ултразвучен преглед и да се испитаат хормоните и антителата ако имаме сомнение дека се работи за автоимуно заболување. Затоа што наодот на циста или чворче или јазолче на тироидната жлезда не секогаш оди паралелно со промена на хормоналниот статус. Од друга страна, може да се случи да имаме промена на хормоналниот статус, а на ехо да се уште немаме појава на промени на морфологијата на тироидната жлезда. Така да убаво е двата прегледа да бидат горе-доле во исто време, за да не се пропушти, односно точно тоа, потребата од лекување. Например, кај акутниот или субакутниот тироидитис, тоа е воспалителна сега промена, значи зборувавме нели за автоимуните болести, сега за воспалителните, тоа тие одат со хипер, значи со зголемена функција. Едната форма е акутен гноен тироидитис, тоа е акутна форма. Во моментот пациентот има силни промени кои нема да ги чекат да се доразвијат, него веднаш ќе се јави на лекар и тоа е многу ретка состојба. Меѓутоа, субакутниот вирусен тироидитис нешто почесто се јавува и тој исто оди со такви симптоми, што рековме на со зголемена, нели, зголемен метаболизам, да пациентот веднаш се лекува, веднаш се јавува на лекар и веднаш се почнува со терапија. Други пациенти ги чекаме. Ги следиме и ги чекаме, затоа што пристапот е индивидуален. Млада девојка на 25 години и жена на 65 години не се потребите и исти. И нивото на хормони, што е нормално за 25 години, не е исто што е нормално и за 65 години. Така да, многу работи ние ги препишуваме на некој нормален процес на старење и меѓутоа не е баш тоа така. И во однос на терапијата, што е важно да споменеме, покрај таблетарна, претпоставам, или терапија со лекови, што друго спаѓа во менување практично на начинот на живот, како што одредени или поголем број фактори влијаат на нарушување, токму терапијата ќе значи елиминирање на тие фактори, оние кои што зависат од нас. Стресот како еден главен фактор, не знам колку можеме да го елиминираме во целост, но се разбира постојат и начини како да се, нели, некако можеби не навикнеме, но да најдеме начин како да се релаксираме, ама тука е исхраната и останатиот начин на живот кој што го практикуваат и младите, па и повозрастните. Точно така. Кога зборувавме за причините, значи причините зошто се јавуваат, секогаш имаме нели внатрешни, меѓутоа и надворешни причини. Од внатрешните да ги споменеме тие автотелата, нели автоимуните заболувања, автоантителата, меѓутоа и тие се јавуваат од некоја причина. Надворешните фактори, тоа е стресот, како што кажавме, меѓутоа стресот ние не можеме никако да го избегнеме, апсолутно. И прашање сега тој стрес, нели, се зборува некогаш и за позитивен стрес, не е секој стрес негативен, има тука различни размислувања. Односно менаџирање на стресот, како да се релаксираме, што е многу одбранен механизам да имаме, така секој со својот секој знае како, начин, да. Нели? На здрав начин, пак ќе кажам. Да. И ендотоксини кои се создаваат во цревата се исто така проблем кај пациенти кои примаат некоја терапија, например терапија со литиум, исто дава промени на тироидната жлезда, но тука се и исхраната, која исхрана во денешно време е брза, знаеме, се работи некако во минатото по 8 сати, се работи по 10, 12, 14 часа, сведени сме на готова храна која се купува, која е полна со вештачки бои, шеќери и конзерванси. Сето тоа влие на метаболизмот, а како што кажав, тироидните хормони, односно тироидната жлезда е поврзана со другите хормони како што се кортизолот, инсулинот, се јавува инсулинска резистенција, диабетот е поврзан исто со болестите на тироидната жлезда. Значи, се
опфатна, да. нели, проблематика имаме кај болестите на тироидната жлезда. За исхраната, точно, се препорачува да биде тоа целозрнаста храна, да е што помалку вештачка храна, вештачка во смисла брза храна, вештачки бои, конзерванси. Значи, се тоа што можеме да избегнеме во ова денешно брзо време. Да, еве тоа нека биде и нашиот совет заедно со вас во овој наш дел на утринска тема, каде што го одбележуваме и денот или светскиот ден на тироидната жлезда или оваа недела каде што се покренува и свеста и едукацијата и за тоа како и на кој начин треба да ги распознаеме симптомите, но и колку се важни превентивните прегледи. Ви благодариме, доктор Маја, што бевте дел од нашата утринска тема. Благодарам.